Што се кохлеарни импланти? Кохлеарните импланти се специјален уред кои можат да им помогнат на луѓето кои имаат проблеми со слухот. Тие се ставаат во уво за време на специјална операција. Како функционираат кохлеарните импланти? Уредот има два главни дела. Надворешен дел кој се поставува зад увото и внатрешен дел кој хируршки се поставува под кожата. Надворешниот дел изгледа како слушен апарат и ги доловува звуците од околината и ги испраќа до внатрешниот дел. Внатрешниот дел потоа испраќа сигнали до мозокот. Луѓето треба внимателно да се прегледаат пред операцијата за да се провери дали нивниот слушен нерв работи правилно, бидејќи во спротивно имплантот нема да функционира. По операцијата многу е важно да се придржувате до препорачаните закажани термини со лекари, аудиолози и клинички специјалисти. Надворешниот аудиопроцесор се активира и програмира да работи добро со внатрешниот имплант за време на закажаниот термин за вклучување. Ова прво прилагодување се случува некаде помеѓу 1 и 6 недели по операцијата. Серијата програмски состаноци се одржува во првиот месец по активирањето. После тоа, потребни се закажани состаноци за програмирање на секој 6 до 12 месеци за време на животниот век на имплантот. За време на раните закажани состаноци за програмирање, повеќето луѓе не ги разбираат звуците што доаѓаат низ имплантот. По приемот на кохлеарен имплант, еден од клучните чекори за постигнување оптимален слух е рехабилитацијата. Овој процес вклучува активно учење да се слуша со имплантот и од суштинско значење и за децата и за возрастните по имплантацијата. Кохлеарните импланти не го обновуваат целосно слухот, но помагаат подобро да се слушнат и разберат звуците. Тие го подобруваат слухот и перцепцијата на говорот, јасноста на говорот и помагаат да се слушнат потенцијални опасности или предупредувања, како што се сирени, автомобили што се приближуваат и други важни звуци. Кохлеарните импланти исто така носат различни ризици. Можност за инфекција, иритација или оштетување на нервите во близина на операцијата. Проблеми со тоа како функционира имплантот или можност дека нема да помогне со слухот како што се очекува, например, поради доцна операција или недоследна или ограничена употреба на имплантот. Додека децата се уште мали и не се во можност да се изразат, ако уредот не функционира правилно, од суштинско значење е родителите и старателите да го следат уредот. Батериите треба да се менуваат секојдневно, а уредот треба да се заштити од оштетување. Поддршката од добро информирани членови на семејството и пријатели е многу важна. Например, во декодирањето звуци од каде доаѓаат, како црцорење птици, свирење на сирени, лајање на кучиња или разговор со луѓе.